Изјавата дека дел од приведените комити признале дека земале руски пари за да прават немири, предизвика реакција од руската амбасада во земјава. Изјавата на Заев дадена за странски медиум дека дел од комитите кои беа приведени на протестот пред собрание признале дека руски бизнисмен финансира луѓе да прават немири, амбасадата ја нарече паушална и со цел да шири русофобија. Денеска премиерот Заев по владината седница на која присуствуваше и еврокомесарот Јоханес Хан рече дека владата сака да ја унапреди соработката со Русија, но Русија мора да свати дека Европската унија и НАТО се единствена алтернатива за Македонија. Во тие мои искази стои и нашата отворена желба не да ја потврдиме соработката со Руската Федерација, туку и да ја унапредиме таа соработка со Руската Федерација. Јас само коментирам факти и изјави кои што допреле до мене во извештаите кои што пишам, со конечна цел да се трудиме пријателството да го градиме. При тоа знаат сите, треба да знае Руската Федерација дека нема алтернатива за Република Македонија освен полноправното членство во Европската унија. И НАТО ние остануваме да блескаме во аспектот на градење на пријателство со сите. Ние сме мала земја, со пријатели ќе не биме. Без непријателства секако имаме поголеми шанси за нашите перспективи со секој. Руската амбасада побара и истраги за наодите дека руски бизнисмен финансира групи во земјава. Дел од медиумите го поврзаа рускиот бизнисмен во Грција, Иван Савиди. Савиди е поранешен руски парламентарец, а сега поседува фудбалски клуб во Солун. Наводно, најмалку 300.000 евра им префрлил Савиди на групите кои требало да прават немири против влезот во НАТО. На вчерашниот протест на комитите за убиениот Саздовски присуствуваше и Јанко Бачев, кој предходно на насилниот протест со руско знаме се качи на полициско возило. Го прашавме дали е вистина дека руски бизнисмен ги финансира протестите и дали и тој земал руски пари. Не, воопшто нема руски пари. Ова што денеска се слушавме е една изјава на премиерот со цел да ја покрие очајната посета, дебакл што го доживеа со НАТО журките во Македонија, а моите информации говорат сосем спротивно од ова. Ова е една местенка од управата за безбедносно и контраразнавање, со која што има направено изнудени изјави од, како што кажавте вие, од комити кои наводно рекле дека земале пари од руски бизнисмени. Значи сето тоа е една класична дезинформација, една местенка од страна на службата со цел да прикаже дека во Македонија се вртат руски пари. Тоа воопшто не е точно. Освен изјавите на премиерот Заев, информации за руско влијание, односно попречување на договорот, доаѓаат и од грчката страна. Грција протера двајца руски дипломати поради обид за влијание на решението за спорот, а сега грчките медиуми објавуваат и дека преку Савиди се организирани јунските митизи против договорот со Македонија. Биле плаќани и изнајмувани автобуси и регрутирани еминентни личности од сите области во Грција. И координаторот на пратеничката група на Сириза изјави дека оние кои правеле немири на грчките протести биле платени. Грчките медиуми додаваат и дека планот на руските агенти бил откриен при обид за подкуп на грчки воен офицер, кој го пријавил инцидентот на неговиот командант. Според грчките медиуми и наодите од извештајот на Британскиот комитет за надворешни работи, Русија финансирала активности од двете страни на границата.